Përshëndetje të nderuar shikues, jemi sërish së bashku me emisionin Gjurmët dhe ditën e sotme do t'ja fokusojmë pak më shumë temën dy gjërave të cilat ne janë bërë hall në këtë përditshmëri. Një, telefoni dhe rrjetet sociale dhe teknologjia e cila nuk piu shqepet nga duart fëmijëve, dhe e dyta, libra të cilat në fakt zotit e më pak po lexohen, por jo vetëm. Në fakt si këto dy fenomene po e bëjnë edhe konstruktin e shoqërisë dhe këtyre brezave të ri të cilët në fakt në një të ardhme do t'jenë prindërit e ardhshëm, dhe si në fakt do e shohim formësimin e shoqërisë sonë në të ardhmen, jo vetëm të neve këtu brenda Maqedonisë së Veriut, por edhe më gjerë, sepse ky në fakt është shqetësim global. Teknologjia dhe prezenca e madhe masive e teknologjisë në jetën e fëmijëve është bërë një shqetësim real për të gjithë, madje edhe psikologë dhe ekspertë të fushave të cilët mirën me fëmijë shumë shpesh tregojnë edhe për ngadalësime në të mësuarit dhe të nxënit mu për shkak të këtyre situatave. Mirë po, ne do flasim për një hulumtim i cili është realizuar dhe i cili tregon pikërisht disa të dhëna në këtë drejtim që do i ndan me ne mysafiri këtu në studio. Me mua së bashku është Petar Atanasov, është sociolog. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден. Благодарам и на вас што ме поканивте. Јас во моето интро кратко кажав дека технологијата е веќе голем проблем за нас сите глобално, не само во нашата држава, и како што се зголемува времето на децата кои што поминуваат со технологија, така се намалува книгата, присуството на книгата. Да почнеме со истражувањето првично, па потоа јас би сакала и ваш инпут како социолог на истите феномени. Од каде истекна или пак од каде беше потребата да имаме вакво истражување кое што дефинитивно е многу потребно во нашето општество? Идејата за ова истражување започна со постојаното слушање на констатацијата дека нашите ученици прават или остваруваат слаби резултати на меѓународните тестирања. И тоа ни се повторува со години. И мојата желба лична и на тимот со кој работев, со моите асистенти, со Луани Мери и Сафет Балажи, седнавме заедно, дизајниравме прашалник и сакаме навистина да провериме дали е точно и зошто децата прават слаб резултат. И се обидовме да измериме, направивме едно научно истражување во кој се обидовме да измериме повеќе од 10 различни фактори или независни варијабли. Да, сите истражувања кажуваат дека е тоа така, дури и домашните, но не ги знаеме сите фактори зошто децата, учениците прават слаби резултати. И се обидовме да влеземе во оваа област, каде што беше исклучително тешко да се осознае или да се прочита се што постои, да се дизајнира еден инструмент, и изборот беше тоа да го провериме на деца од 4 и 8 оделение. Ете, во две генерации што се случува, како се случува. Имавме голем примерок, значи, работевме мал тим, работевме само во Скопје, во 2 скопски општини, на 2 различни краја од градот. Имавме време и можности да го направиме тоа во 2 општини и во 10 училишта. Но примерокот е од 1288 деца ни дава за право дека резултатите се методолошки точни, дека се мерливи и дека навистина тоа е така. На презентацијата пред 2 недели кога беше во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, присуствува представници на институциите, од Министерството за образование, од Бирото за развој на образование, од Државниот испитен центар, други гости, и беше навистина потврдено дека резултатите се слаби. За жал, тоа е реалноста, она што остана во тие анализи од ОЕЦД, од ПИСА, дека ние имаме голем процент од децата веројатно и во средното, но тоа е поакутно во основното образование, голем процент на функционално неписмени деца. И тоа е вака првичната слика и резултатите го покажаат. Тоа не знам кој дел од истражувањето повеќе ви интересира, но имаме многу заклучоци, многу сознанија, многу бројки добивме. Генералната констатација дека да се потврдуваат резултатите од меѓународните тестирања, нашите ученици прават многу мал резултат, нашиот инструмент мереше методот читање со разбирање и учениците можеа да освојат од 0 до 30 бодови. Многу ретко ја поминуваа границата од 15 бодови.
Дури во пониските во четврто оделение, во пониското ниво на образование, тоа некаде се движи околу 10. Значи, од 0 до 30, учениците едвај освојуваат 9, 10, 11 бодови. Она што беше прво големо сознание од ова истражување е што меѓу нашите општини, иако работевме со 2 скопски општини, меѓу нашите општини, меѓу 10 училишта и меѓу нивоата на образование има големи разлики. Ова не би требало да се случува. Доколку имаме стандардизиран систем на образование, доколку наставниците работат по исти методи, доколку имаме урбана популација каде што претпоставуваме дека родителите се луѓе кои имаат некакво образование, дека имаат добар стандард. Ова се недозволиви разлики. Меѓу 2 скопски општини да има толку големи разлики е недозволиво, меѓу од училиште до училиште. Просечно од 10 училишта во кои влеговме, 1, 2, 3 да исполнуваат некакви просечни резултати. Другите се под тоа и најголемото сознание дека има голема разлика. Иако инструментот или она со што тестиравме, со тестот беше прилагоден за четврто и за осмо оделение, меѓу четврто и осмо оделение не требаше да има големи разлики. Мали да, но големи не. Недозволиво е да имаме толку голема разлика во резултатите кај учениците меѓу четврто и осмо оделение. Што тоа значи? Тоа значи дека кога овие ученици од четврто оделение, кои се денеска пето оделение, значи денеска тие ученици се пето и девето оделение, кога овие ученици од четврто оделение ќе дојдат осмо или девето оделение, ќе бидат уште послаби од генерацијата што ние ја испитувавме или ја тестиравме во осмо оделение. Ова е еден голем аларм за институциите на системот да преземат мерки, да се спречи падот на квалитетот во основното образование. Тоа е евидентен, но и се продлабочува. И овие деца кои ќе продолжат во своето школување натаму, ќе покажуваат и натаму слаби резултати. Вие спомнавте, се извинам, некои бодови што не можеа да стигнат до 30. Дали тоа значеше дека децата тоа што читаа не можеа да разберат што читаат? Токму така. Специфичните наоди се дека децата многу тешко се снаоѓаат на текст со непозната тема или проблематика. Имаше 2 вида на тестови. Едниот беше со измислен расказ, каде што децата од четврто оделение требаше да прочитаат 1 страница, а децата од осмо оделение 2 страници текст, чи дупло потежок текст, и требаше да одговорат само на 6 прашања. Од тоа се некаде ја реплициравме тие 6 нивоа на образование кои наставниците многу добро ги знаат под Блумовата таксономија. Значи се почнува од едноставни прашања до најсложени, од прво до 6. Учениците одговараа само на 6 прашања. Но очигледно тестот или дизајнираниот инструмент со позната проблематика, тоа беше загадувањето на воздухот во Скопје, на кој децата многу добро им е познато што тоа значи и секоја зима го гледаат. На тој резултат, и тоа беше една од нашите хипотези, дека децата на тема и проблематика што им е позната, за која слушнале, за која зборувале, прават подобар резултат од темата за која прв пат читаат. И всушност тоа се покажа со ова тестирање. Не само што на меѓународните тестирања нашите ученици добиваат прашања на текстови со тематика која воопшто не им е позната, која прв пат во животот ја читаат. Туку во PISA и во други истражувања имате прашања во низа. Па имате едно прашање, што не многу текст, да речеме, 3-4 реченици. И тие не бараат да им го раскажете тоа што го пишуваат, туку бараат логички одговор на тоа. Ако замислите на тие 4 реченици во PISA, вие го утнете тој одговор, не дадете логички одговор. Вториото прашање се однесува на првиот текст. Значи, продолжува во низа прашањата, 2 пати, 3 пати, 4 пати. Нашите деца, освен што прават лош резултат на тема со непозната проблематика, тешко се снаоѓаат во неколку нивоа, а особено во нивото кога треба да дадат логички прецизен одговор, каде што треба да синтетизираат одговор на тоа што го прочитале, каде што треба, освен главната тема, да напишат или заокружат и кои се всушност главните подтеми во текстот,
навистина децата не се снаоѓаат, а најмалку се снаоѓаат кога треба да дадат личен став или лично мислење. Тука имаме најслаби резултати и во 4-то, но и во 8-о одделение. Критичното мислење ќе ни биде и посебно прашање, бидејќи навистина имаме големи дилеми и вие веќе имате одговор на истото. Одиме со малце реклами, па потоа се враќаме. Што ми па публицитет да дорикте tot me pyetjen në fakt se a kanë mendim kritik fëmijët në shoqërinë tonë. Ja ku po rikthehemi sërish në studio dhe do vazhdojmë aty ku e lam. Profesore, da li imate kritično мислење нашите деца? Па од ова тестирање покажува дека имаат проблем со критичкото размислување, имаат проблем со неколку нивоа на разбирање на текстот. Го читаат текстот, а не го разбираат. Го читаат текстот површно. Не влегуваат понатаму, бидејќи секој текст носи некаква приказна. Независно дали се тоа реални бројки или измислен расказ. Некако немаат кондиција да дочитаат или да размислуваат што се случува во тој расказ или во тој текст. Мислам дека временското внимание на децата на ова ниво е многу мало, неколку секунди. Мислам дека во 5, еве сега импровизирам, јас сум сепак само социолог, не сум ниту педагог, ниту психолог, но они во многу мал временски период држат концентрација. Може да држат веројатно концентрација првата реченица, втората, можеби третата, но кога доаѓаат на петата, шеста реченица, они веќе немаат концентрација. Веќе не размислуваат за тоа што го читаат, туку механички го читаат. Мојата претпоставка или заклучокот од ова истражување е дека можеби или недоволно се работи со децата или погрешно се работи. Читањето со разбирање, одговор на прашањата има многу нивоа. Јас тие нивоа ги прецизирав и во презентацијата, каде што децата мора да вежбаат слушање. Слушањето е техника колку време и колку концентрација може да обезбедат. Исто вештина е читањето на глас во себе. Тоа е втора вештина. Трета вештина е децата мора да раскажуваат од најмали нозе, од градинка. Мора да го раскажуваат или прераскажуваат тоа што го читаат. Потоа пишување. Многу големо разочарување беше кога дознавме дека децата, барем оној примерок што го тестиравме со ракописот, 47% од 583 деца пишуваат, а не се разбира што пишуваат. Не само што не е читливо, туку нема правопис, нема големи букви, нема ништо. 47% речиси неписменост. Освен пишувањето, говорење пред други. Мислам дека воопшто не се вежба техниката говорење пред клас. Секој дете мора да стане и да зборува пред своите соученици. Но не само во онаа строга димензија да повтори 3 факти или реченици од некое четиво или од некоја лекција, туку да говори, да се ослободува, да раскажува. Во Германија, во основните училишта, имав прилика да видам. Секој прв час, секој нареден ден, почнува со разговор, седнуваат во еден круг, главната наставничка, помошникот наставничката или наставникот и децата раскажуваат за вчерашниот ден. Не одговараат на прашања за бодови, за дефиниции, за не знам што. Туку децата мора да се научат да раскажуваат, да зборуваат пред други. Тука се крши стравот на нивното слободно говорење. Исто така можам да кажам дека не се вежба доволно, не се дискутира, не се дебатира. Нема прашање на кое не може со децата да се поведе дискусија. И во прво одделение, и во второ одделение, и во четврто одделение. Со децата воопшто не се дискутира и дебатира. Доколку се дискутира, значи децата би ги терал да размислуваат и да дојдат до решение. Зошто вас ви се потребни да научите 60 и 40 лекции од некој предмет што е со текст, ако не разговарате за решение или што е тој текст, не само што говори текстот, но што ни е полезен нас, кој е употребливото знаење. Децата мора да се тераат да размислуваат и да мислат од мали нозе за да доаѓаат до решенија и само на тој начин, преку сите овие вештини, може да се дојде до личен став, до лично мислење и до критичко размислување. Тоа би било добро и за децата, и за нивните семејства, но секако и за општеството. Има одреден процент на деца, многу мал, кои се талентирани и надарени, тие се секогаш гордост на сите училишта, на сите генерации, на сите родители, но 60 до 70% од децата не се работи со нив на овој начин.
доколку започне да се работи на овој начин. Значи, ова се основни техники како се работи со текст и како се работи со деца. Јас не сум педагог, јас не правам наставни планови и програми, но знам да работам со текст, знам да работам со мерење на емоција, на знаење, на дали детето е подготвено, дали има акција во неговиот став, дали колку сознание има за нешто, дали го разбира текстот што го чита. Доволно навлегов во висите овие меѓународни тестирања да знам точно што тестирав. И потврдата од институциите беше дека тоа е така. Значи има многу прашања, има многу техники со кои децата треба да се соочат и да работат. Значи, тајната е во училиштата. Не сме од едно до друго училиште во Скопје да има толкова многу разлики. Не може две училишта да исполнуваат некаков просек, а другите се под просек. Не може во меѓу две урбани општини резултатите на децата толку многу да се разликуваат. А замислите како е во некоја рурална средина. Замислите како е во некој училиште каде што и можеби не толку се обрнува внимание или е помала мотивираноста. Во ова истражување видовме дека учениците се задоволни од условите дома, во голем процент, одговараа на многу независни варијабли, значи се задоволни од условите дома, сметаат дека во животот ќе постигнат многу работи, имаат голема амбиција, одговараат дека имаат поддршка од родителите, дека дома родителите покажуваат интерес. Во еден дел и да работат со децата, многу поголем, значи учениците кажуваат дека родителите седнуваат и работат со нив. Има еден дел кој кажуваат дека не работат со нив, но се интересираат. Многу мал дел од децата кажуваат дека родителите не ги интересираат. Потоа, ова се добри позитивни податоци, значи факторот родител можеби не е толку круцијален, туку тајната треба да се најде во училиштата. Има еден податок на едно прашање каде што ги прашавме децата каде се чувствуваат најбезбедно. Знаете, деца во основно училиште порано не беше така. Ова е податок кој фрапира исто така кој е 64% од децата најбезбедно се чувствуваат дома. Само 9% од 1288 ученици се чувствуваат безбедно на училиште. Еве податок за психолозите, за педагозите, за оние што го менаџираат процесот на образование. Недозволиво е само 9% од учениците на таа возраст, во ова истражување го видовме, да се чувствуваат безбедно дома. Има еден дел каде што чувствуваат добро со своите другари, другарчиња, но само 9% се безбедни на училиште според одговорот на децата и огромен број од 64% се чувствуваат безбедно дома. Овие што се чувствуваат безбедно дома и прават подобар резултат. Имам и многу други податоци, но еве, јас предпоставам дека ќе ви интересираат и други фактори, неве да продолжиме со разговорот. Да, дефинитивно. Обемно истражување, има многу наоди. Јас би сакала да знам дали овие наоди, особено кога се работи за тоа колку децата можат да разберат тексти, да даваат точни одговори, секако последица на технологијата. Дали гледаме дека како што расте употребата на технологијата, се намалува читањето и работењето со децата? Едно од целите ни беше и таа во ова истражување да измериме неколку фактори што децата прават во слободно време, колку часови се на мобилен, на што најмногу трошат своето време и се покажа дека има многу големи разлики. Едно од главните разлики е колку време поминуваат на мобилен телефон. Умерено користење на мобилен телефон, а тоа значи да речеме во 4-то оделение можеби 1 час дневно, во 8 оделение можеби значи 1, 2, 3 часа и тоа е многу. Значи дека децата до некаде и го контролираат другото време и прават некаков добар резултат. Но во оној момент кога ќе ви се појават, не знам, огромен процент на децата, значи 24% од цела популација од 1288 деца во 4-то и 8 оделение одговориле дека се цел ден на мобилен телефон. Овие деца имаат многу послаб резултат од оние другите деца. Овие деца од 4-то до 1 час што се прават некаков добар резултат или остваруваат бодови или освојуваат. Овие од 8 оделение умерено користење на мобилен, 1-2 часа можеби. Но овие деца од 24% вкупно што се цел ден на мобилен прават, одма гледаме дека многу понизок резултат остваруваат. Тоа е исто аларм за овие што се во образовниот систем, да имаат на ум дека прекомерната користење на мобилните телефони дава негативен резултат.
Можам како втор негативен резултат можеби да го еве да генерализирам, да не одиме во детали, затоа што ќе ни биде потребна уште една емисија. Прекумерното изложување на децата на видео содржини и во некој дел и играњето видеоигри, но пред се изложеноста на намерни видео содржини. Нашите деца ги прават пасивни приматели на онаш све што им го сервираат овие современи мрежи, и TikTok, и Instagram, и инфлуенсерите тука имаат свое влијание. Па затоа Кардашијан стана најпопуларни во најмок на земја од каде што дојде све. Значи, прекумерното изложување на децата на видео содржини ги прави пасивни, играњето видеоигри ги прави пасивни и гледањето на слики, знаете она кога ќе видите дете со прсте вака, так само ги цело време концентрацијата на слики исто така има свое влијание. Можам да кажам дека ова истражување покажа дека има фактори кои позитивно влијаат врз резултатите на децата, а тоа е пред се спортот и физичките активности, оној дел кој што читаат книги, но тоа веќе се намалува, че спортот, физичките активности и пред се оние активности кои децата ги прават активни двонасочни комуникатори. Че дел од тоа се социјалните мрежи, кога комуницираат и кога се активни субјекти во комуникација. Се додека не стануваат пасивни приматели на видео содржини. Тогаш некој друг ни ги воспитува децата, тогаш некој друг ги полни главите на нашите деца со видео содржини кои се комерцијализирани. Еве, нека не се намерни или не знам во која насока, но се комерцијализирани. Тие содржини не ги прави, ги пасивизира нашите деца. И нашите деца се повеќе, ако бидат изложени на вакви содржини, а се малку, например, во физички активности, што покажа дека е многу добро, спортот покажа дека е многу добро, аудиото, слушањето музика или слушалките кај децата во одреден процент покажуваат позитивни резултати. Например, предпоставуваме кога ги прашавме што слушате, па слушаат музика, некои слушаат радио каде што е весело, каде што можеби нивните херои се тука па зборуваат, даваат интервјуи. Можеби децата освен изложеноста на ова учењето јазици преку слушалки. Но оној момент кога децата престануваат да се активни комуникатори со било што, стануваат пасивни приматели на намерни содржини кои нашите деца ги прават многу послаби и понеквалитетни во нивниот развој. И тука ја добиваме таа реченица дека нашите деца во најголем процент се функционално неписмени, не разбираат што читаат, немаат критичко мислење, не ги вежбаат вештините кои се за нив потребни на тоа ниво на образование. И дека, еве, резултатите покажуваат навистина ниски вредности. Спомнавте читање книги и читањето книги порано било можеби едно од единствените хоби или пак нешто што може да се направи во време кога не било школото или ништо друго, а денеска е како да биде некоја друга задача дадена од школото. Колку читаат кај нас децата? Ова истражување, тој податок јавно го објавив, мислам дека и го знаат луѓето и публиката. После додека до четврто деление нешто и се чита. Имаме процент дека децата читаат нешто сепак. Веројатно притисокот на родителите, на наставниците, на училиштето, на лектирите и читаат. После четврто деление нашите деца престануваат да читаат книги. Во осмо деление воопшто не читаат книги. Не знам, минимален е бројот, многу мал процент на децата. Таа празнина мора да се надополни. Книгите се добри за децата. Физичките активности се добри за децата. Комуникацијата со децата е добри. Исто оние содржини или вештини што претходно ги наведов. Буквално како со нож е пресечено после четврто деление, не знам дали престануваат во пето, во шесто, но во осмо деление веќе не читаат, многу малку читаат. Мислам дека читањето им се сведува на неколку реченици на Инстаграм, можеби на некои други социјални мрежи, но децата се живеат и растат во дигитален свет, каде што тој управува со нив, а не децата сами со себе и со своето знаење, со својата умешност, со развој на својата личност и така натаму. Ова со книгите навистина е поразителен податок. Вие како социолог, кога ги гледате овие наводи, што мислите, на која патека ни одат новите генерации? Какви млади или пак родители ќе бидат оние после неколку години?
Па севкупно не можам да генерализирам, но можам да тврдам дека од ова истражување, овој резултат што го добивме лош, тие деца нема никогаш да го надокнадат, нема да ја надокнадат таа празнина што ја испуштиле можеби во пониска возраст, во основно образование, тоа никогаш не се надоместува. И ќе бидат послаби во средното образование и ќе дојдат полуписмени на високо образование. Ќе дојдат да студираат, а трендот веќе наназад 10-20 години е тренд да се образуваат децата. И тие празнини, таа слабост, тој негативитет нема никогаш да го надминат. Колку тоа ќе им влие врз нивниот приватен живот, врз нивните личности, врз нивните семејства, не знам. Но продолжува падот на квалитетот и веројатно резултатите ќе ги видиме. Значи и позитивно се мери, но најчесто ваквите резултати треба многу сериозно да се земат во предвид. Ќе имаме слаби средношколци, ќе имаме слаби студенти, а најдобрите и најталентираните и најнадарените можеби и ќе си одат од тука. Можеби, еве, се навестува дека со овие новите закони дека најдобрите ученици или студенти ќе бидат задржувани, ќе им биде дадена шанса, тоа е еден позитивен сигнал, но дали така ќе биде, ќе видиме, но не е добро, не е добро. Созревањето треба да е природно, воспитувањето треба да е природно, тоа се сложени процеси каде што и општеството има свое влијание. Ние можеби не можеме 100% одговорноста да наоѓдеме во училиштето, но во голем дел училиштето или недоволно работи или погрешно работи. И да не зборувам дека втората група на тестирање се тестирањата со природо-математичките науки, математика, природни науки. Тука јас не сум експерт, не можам да кажам дека не ја познавам таа проблематика, но ова ја познавам доволно и мислам дека овој резултат ќе се одрази врз самите деца и врз нивните личности. Професоре, дали овие наоди или пак овој феномен е само кај нас или пак и глобално? Дека спомнавте Германија, дали другите држави се соочуваат со ваков голем проблем на децата? Па ја кога ја спомната Германија, имам искуство, цел ден поминав во едно основно училиште, некаде во Мајнц. Браќа Грим, мислам, се викаше училиштето. Започнува денот со разговор. Децата се ослободуваат, разговараат што им се случило вчера, дали нешто емотивно им оставило впечаток. Потоа во текот на денот се учат најмногу 2 содржини. Имаат 2 часа во кои добиваат некакви нови сознанија и потоа имаат 2 часа за вежбање на тие нови сознанија кои ги научиле. И нивните мобилни седеа во надвор во ходникот, се ставени во импровизирани, како да кажам, од текстил некои влошки, каде што нивните мобилни седат таму и они немаат пристап до тие мобилни, барем во текот на образованието. Таму они го поминуваат својот ден до 5 часот таму, имаат ручек, јадат, излегуваат во двор после ручекот кој што им го обезбедува веројатно државата. И одговорноста е на училиштето, бидејќи децата таму поминуваат од 8 до 17 часот. Кај нас нема услови за сето тоа. Знам дека Министерството за образование прави напори за тоа едносменско работење, но нема. И она што е најважно, како втор дел можеме да кажам, дека се почесто слушаме дека во Грција, на други места, во други држави, па и во некои училишта во Скопје, на други места, преземаат мерки директорите, училиштата, да им се намали пристапот и да го намалат времето поминато на мобилен на децата, особено од основно образование. И тоа мислам дека ќе биде насока и препорака и од ова истражување. Веќе е тоа сериозно. Децата трпат штети од оваа дигитализација. Некои не, најталентираните, овие што се надарени, одат напред, веќе учат тоа што е на факултет. Ма тие се малбројни ученици. Но овие ученици за кои зборуваме, за кои нам ни се потребни овие ученици во општеството, утре ќе работат, ќе творат, ќе формираат семејства. Мислам дека во многу држави ја увидоа разликата дека можеби некои делови од дигитализацијата и вештините на дигитализацијата треба да се вежбат, не треба да се забранат, но тоа да биде во ограничени мерки, на еден смарт начин, на паметен начин и пред се децата треба да се заштитат од мобилните телефони и од лошото влијание и комерцијализацијата и на социјалните мрежи, но пред се на нивните мобилни. Искуствата говорат дека алармот е голем, црвен и дека се преземаат мерки за тоа. Ја би апелирал и до нашиот образовен систем тоа да го прави. Професорите, наставниците се жалат многу дека децата и домашните ги прават сега со вештачка интелигенција.
како го гледате овој феномен? Бидејќи ако прашаме вештачка интелигенција, нема одговор за некое прашање, за све може да ни одговори. И ако децата воопшто не работат сами да најдат одговори, што ќе се случи со нив? Јас не сум противник на вештачката интелигенција, но сум противник да им кажете децата во 1 часот на пладна или у 12, одете дома, видете на интернет што има. Значи не може децата да ги оставиме на импровизација во попладневните часови, ако децата треба својот плоден ден да го најдат во училиштето, каде што цел ден треба да бидат, каде што можеби треба да учат, да ги работат домашните, да добијат помош од наставниците, во групи да учат децата. Не смее да се дозволи децата да бидат неселективно изложени на вештачката интелигенција. Многу е лесно денес, бесплатно можете да го добиете тоа, можеби за $10-20 да добиете фантастични алатки, но не е препорачливо на таа возраст. Можеби во повисоките нивоа на образование, можеби може и повеќе да се дозволи, но на ова ниво тоа ќе биде уште поштетно за децата. Че ќе ги направите уште, еве да го повторам, попасивни, поинертни, понемотивирани и само ќе ги терате да се повлекуваат на назад, да не одат на напред. Таа употреба прекомерна на вештачката интелигенција, на дигитализацијата, на неселективни содржини на интернет, еве гледаме дека веќе штетно се одразува. Училишниот и воспитниот и образовниот процес треба да се одвива во училиштето. Тоа треба да го споредуваат наставниците. Значи, пронајдовме и училишта во Скопје, оние што прават добар резултат, докажуваат дека може и во едно училиште, во некоја средина, ако родителите веројатно кажавме дека ги поддржуваат децата, училиштето да направи подобар резултат. Ако зборуваме дека имаме лоши резултати во урбани средини, какви резултати би биле во средините каде што можеби родителите немаат таков социоекономски стандард, каде што немаат толкави удобствија или услови за живот. Значи може да се соочиме со штетни последици и во таа област и мора да се внимава. Професор, ние ќе продолжиме уште малце на третиот дел, само одиме со малце реклами, шкаме пак публицитет да рикнеме сриш на студио. И ако порикнеме сриш на студио, да доваждам фласим би технологијин, се сјајо по информацион брезат е ринј на шошрин тон. Професоре, вие сте социолог по професија, цел ваш живот во тој дел сте работиле. Како гледате, не знам, низ годините и порано, кога вие сте бил млад, и сега споредувајќи со овие генерации, која е најголемата разлика на овие две или на овие генерации? Најголемата разлика е во состојбата на општеството. Ние, кога сме во некои времења сме растале, сме се воспитувале, сме се образувале, можеби општеството било постабилно. Можеби родителите повеќе внимание ни посветувале. Можеби немало такви драстични поларизации економски, па некои деца се многу богати, некои посиромашни. Денеска мора да го земеме факторот општество. Ние ако вака повеќе поразговараме за општествените односи или за контекстот, ќе сватиме дека родителите на овие деца, за кои кажуваме дека имаат слаби резултати, поминале тежок период, тежок процес. Чи оваа транзиција траеше предолго. Оние родители што биле можеби стабилни во некои времења, сега се соочуваат со економски ризик, со финансиски проблеми. Така што тоа е едниот дел. Вториот дел, во ова општество многу често спомнуваме категоријата негативна селекција. Има негативна селекција, има форсирање на негативни вредности. Можеби децата се изложени да гледаат во општеството дека можеби некои деца што не учат толку многу и што се добри, можеби имаат помали шанси да успеат во животот од оние деца чии родители се поимотни, можеби можат повеќе да вложат во нив и така натаму и така натаму. Општеството не се извршува својата функција. Ако порано општеството се извршуваше својата функција, значи на некој начин и воспитно делуваше на целото општество, на сите деца, ако порано медиумите беа попозитивни, даваат не добри вести, но беа мотивирачки. Она што беше, можеби во тој систем и се кријаат тие лоши работи. Не бевме изложени на колку имало убиства, што све лошо случува. А и немаше, веројатно. Денеска сведоци сме дека медиумите, од првите 5 вести, 4 се негативни. И децата се изложени на тоа. Можеби децата и не треба да гледаат вести, можеби на оние години не е дозволено за под 15 години, можеби треба на вестите тоа да се стави. Следно, се живее во едно брзо темпо. Се живее во едно застрашувачки, брзо темпо, каде што, ако е капитализам, а е капитализам, нема сите да успеат, барем онолку колку што сакаат.
Можеби некои ќе успеат до тука, некои повеќе, некои помалку, можеби некои ќе успеат во приватниот сектор, можеби некои ќе успеат некаде некоја мала кариера. Овој брз ритам на живот ги прави нашите семејства ранливи. Ги прави нашите семејства да се плашат што ќе донесе утрешниот ден. Да имаат страф од непознатото. Ние правиме истражување на таа тема и ги интервјуираме не родителите на овие деца, други некои родители кои кажуваат дека не се чувствуваат безбедни во едно вакво брзо темпо на живот, се чувствуваат ранливи, дека нивните семејства се изложени на ризик, дека нивните семејства не се стабилни во однос на тоа што промените го прават или го наметнуваат и дека можеби некои од родителите и не разбираат што се случува во оваа дигитализација. Секоја втора година се менува целата технологија. Дури од овие професори, колеги од Финки, мислам дека им е тешко да го пратат. Нели децата кажуваат овој мобилен, оваа генерација го немам, сега излезе новиот. Порано се купуваше, нашите родители купуваат телевизор кој траеше 20-30 години. Немаше трка по новиот, најновиот бренд на телевизор со волку пиксели, со онолку пиксели. Значи, општеството е, како да кажам, ризично. Има една книга на еден германски социолог 81 година излезе од Улрих Бек, каде што насловот беше Ризично општество. Секој се грижи за себе денес. Секој е креатор на своето семејство, на својата кариера, на својот бизнис, на своите финансии. Државата ја изгуби улогата да се грижи за сите. Влеговме во односи каде што е односи на надпревар, на трка по профит. Дали ќе успееш или нема да успееш. Па некои се успешни, некои не се успешни. Порано таа држава можеби се грижеше за сите. Сега оваа држава е неминовно да мисли да владата има доволно да вложи во најскапите лекови. Не му е лесно на системот на здравство, каде што порано сите сме лечени од 2 антибиотика, кои беа ефтини, а сега се лечат од скапи антибиотици. Не можеме да го избегнеме фактот дека децата трчаат по брендирана облека, дека нивните родители секојдневно влегуваат во надпревар да обезбедат доволно финансии за нив дома, како од нив да направат добри деца. Дека можеби немаат време, можеби се набиени со негативна енергија во таа брзина. Ево, ова е мислењето на еден социолог за ранливоста на семејствата, за брзите промени, за застрашувачкото темпо на што све се промени. И во последно време, овие неколку години, стана популарен зборот што е нормално денес и што не е нормално. Еве, родителите од ова исто истражување кажуваат веќе не знаат што е нормално, што не е нормално. Тоа што било не толку нормално пред 10 години, денес некако стана нормално и секојдневно, дека се промени целосната матрица на живење, вредносната матрица. Да, се овозможија многу побрзо патување, полесно патување, стана ефтина патувањето, мобилноста е зголемена, можеш да одиш да дојдеш, да патуваш каде сакаш. Има многу придобивки, има многу можности, има многу привилегии денес во однос на тоа што сме го имале ние, но тие треба внимателно да се искористат и овие штети што се прават и преку она што е можеби нерегулирано толку во општеството, преку слабиот резултат во образовниот систем, преку она што го гледаме секојдневно, мора некој да се грижи за нив. А тоа се не само институции тука, ние во образованието треба да обрнеме повеќе внимание на децата, на студентите. Треба да сме поактивни и да им овозможиме поздраво да растат, да израснат во стабилни личности. А капитализмот наметна една трка во тие економски добра и еден елитизам кој децата го гледаат, па некако им станува примамливо и атрактивно да трчаат по тој елитизам, но ние сме мала држава, треба да се грижиме за сите, на сите да им овозможиме подобар стандард и што подалеку да стигнат, што повеќе да научат, со наша поддршка секако. Професоре, ние сме при крајно прашање ќе ми биде ова, дали сите овие феномени, овие проместување на сите тоа што било морално, било нормално и сега не е веќе, доведе и до тоа да имаме насилни деца, бидејќи имавме многу големи случаи на физичко нападнување, снимање на истото, ставање по социјални мрежи. Дали општеството е криво за таа ситуација на децата?
крај е тешко прашање и сложено прашање. Делови или одговори на ова прашање допревме во текот на ова интервју и пред неколку дена имаше на национална конференција за семејното насилство, каде што јас исто настапив, но и многу правници и професори по семејно право, каде што разговаравме за овие теми. Јас ќе повторам дека денешните семејства се во ризик. Можеби не во сите семејства има добра финансиска конструкција за да може да си го возможат сето тоа. Има семејства каде што има проблеми. Можеби цела оваа трка, цела оваа комерцијализација, можеби цел овој притисок најмногу пука и се крши на тие семејства. Семејствата кои имаат проблеми. Семејствата каде што не секогаш поминува денот мирно, каде што има многу емоции, каде што има случувања во семејствата кои оставаат штети или во воспитувањето на децата потоа. Не е безбедно да се живее, не секогаш. Мора многу големо внимание да се обрне на ова. Кој све можеме да го обвиниме за тоа? Повеќе би рекол да направиме подобри закони за заштита на децата, пред се на децата. Децата се најнезаштитена категорија, да бидат строги тие закони, да се применуваат, да обрнеме внимание како да се заштитат децата од тие семејства, да им дадеме што повеќе, да не бидат толку изложени на ризик, затоа што секој ден е ризик, секоја секунда е ризик. И да им помогнеме и на тие семејства каде што на вистина доколку институциите добијат аларм и информација дека нешто не е во ред, побрзо да реагираат. Еден комплексен, сложен систем на општество, но да го разложиме на институциите да си работат својата работа, оние што се задолжени за тоа, и училиштата да обрнат внимание на децата. Одма се гледа едно дете кога е немирно, кога има своји проблеми, па изразува некои физички активности повеќе од што треба, тие деца треба да се заштитат. И ако се заштитат, ако се обрне многу поголемо внимание, лоши работи ќе се случуваат, но тие да бидат минимални и да не се толку. Сведоци сме дека во многу држави, во многу градови и во оние побогати држави се случуваат многу инцидентни или вакви немили настани. Секој ден е така, но бара работа за тоа да се превенира. Професоре, ви благодарам многу за вашето време и за целата ова емисија и се надевам дека сите овие наводи ќе се земат сериозно од сите институции и залагани актери и да се променат се побрзо овие ситуации. А ние да зборуваме за овие проблеми и да ги истакнуваме и што треба заеднички да работиме. Ви благодарам на поканата. Благодарам многу.